Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Во Охридската болница нема посебно оделение за палијативна нега. Пациентите со најтешки дијагнози се згрижуваат на интерното оделение. Се почеста е потребата од ваков тип на грижа, особено поради недостиг на дом за стари лица во регионот. Здравствените работници се соочуваат со зголемен обем на работа, но и ограничени капацитети. Грижата ја презема персоналот на интерното оделение, каде се спроведува симптоматска терапија и основна здравствена нега. Болницата не располага со посебен одел и посебен тим за палијативна нега, така што грижата за пациентите ја обезбедуваат вработените во интерното оделение. Пациентите ги сместуваме на интерно оделение и тука и му се пружа потребната нега и третман. Во последно време се зголемува потребата од палијативната нега и пред се пружа симптоматска терапија, кислородна поддршка, контрола на болка, исхрана и хигиена на болница. Проблемот дополнително се продлабочува со недостигот на институции за долгорочна грижа, како и фактот што во Охридскиот регион се уште нема дом за стари лица. Тоа според медицинскиот персонал создава дополнителен притисок врз болничките капацитети. Во моментов имаме, доволно се згрижени, мислам, и нега им се пружат, и симптоматска терапија, како што кажавме, кислородна поддршка за исхрана, за преслекување, све, е обезбедено колку што можеме да им пружаме на пациенти. Со месеци не е, меѓутоа неколку подолго време и потоа веќе сами на домашни им кажуваме дека треба да водат, да го земат од овде, да го носат на друго место, зашто овде сепак имат и други пациенти и ги земат, ги носат, мислам, на гериатрија, али најголем проблем е што нема дом за стари лица, за згрижување на стари лица. Во вакви услови, гериатриското оделение останува еден од клучните сегменти за згрижување на повозрастните пациенти на кои им е потребна подолготрајна нега. Но и таму има само 25 кревети. Здравствените работници предупредуваат дека реалните потреби се значително поголеми од постојните капацитети. Од денеска Охрид ќе биде домаќин на еден од највозбудливите гастрономски настани годинава. Во организација на мрежата на Slow Food Македонија во градот пристигнува светскиот патник и кулинарски виртуоз шеф Филип Ондрушек. Ондрушек, кој во својата богата кариера готвел во престижни ресторани со Мишелин звезди и подготвувал специјалитети за кралски семејства, денеска е предводник на движењето за одржлива гастрономија. Неговата посета на Македонија е посветена на откривањето на автентичните македонски производи и промоција на концептот кујна без отпад. За време на престојот во Охрид, Ондрушек ќе го посети зелениот пазар каде ќе се запознае со локалните производители и автохтоните намирници, а на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид ќе одржи мастер-клас каде студентите и професионалците ќе имаат уникатна можност да учат за современите техники на готвење и одржливоста во угостителството. Во винаријата Манастир ќе се одржи панел дискусија за иднината на зеленото угостителство и потенцијалот на македонската гастрономија. Како круна на престојот во ресторанот Кајканев Чебавча Канео, шеф Филип ќе подготви ексклузивно мени инспирирано токму од охридските и македонските вкусови. Иднината на кујната е во балансот помеѓу традицијата и иновацијата. Македонија има неверојатно богатство од вкусови кои заслужуваат да бидат представени на светската сцена, вели Ондрушек. Настанот е поддржан од секторот за култура при општина Охрид, Факултетот за туризам и угостителство, како и бројни локални партнери кои веруваат во моќта на локалната храна и одржливиот развој. Организаторите ги покануваат сите љубители на добрата храна и професионалци од секторот да го следат ова гастрономско патување кое го слави најдоброто од нашата земја.
На 31. мај во недела ќе се одржи голема меѓународна еколошка акција за чистење со цел зачувување на природните вредности на Охридското езеро и подигнување на јавната свест за важноста од грижата и заштитата на животната средина. Во оваа значајна иницијатива под мотото Нов живот за езерото ќе учествуваат нуркачки клубови и учесници од Македонија, како и гости од Србија и Хрватска, заедно со волонтери, граѓани, еколошки активисти и љубители на природата кои преку конкретна акција ќе дадат свој придонес кон зачувувањето на едно од најголемите природни богатства во регионот. Акцијата ќе се одржи на плажата кај хотел Бисер во Калишта, Струга, со почеток во 10 часот. Организатори на настанот се Нуркачкиот клуб за подводни активности Езерски пулс и Нуркачки клуб Скаут од Струга, кои оваа година продолжуваат со својата мисија за заштита на природата и подигнување на еколошката свест. Организаторите упатуваат отворен повик до сите заинтересирани граѓани, нуркачи, спортски клубови, млади, волонтери и сите луѓе со добра волја да се приклучат кон акцијата. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 16 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и потопло. Утринската температура од 8 степени, а максималната дневна до 20 степени. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од 3 до максимални 26 степени. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време. Во четврток ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во петок и во деновите од продолжениот викенд на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме.